Премиерот Груевски не се откажува од егејците. Преписката со претседателот на Европската комисија Баросо ја смета за интернационализација на прашањето на македонското малцинство во Грција. Одговорот на Баросо Груевски засега не сака да го коментира, но нагласува дека Македонија ќе продолжи да бара поддршка за решавање на проблемот. Во Битолско Трново денеска се одржа традиционалната иселеничка средба на која присуствуваше и министерот за надворешни Антонио Милошевски. Дел од учесниците на средбата вечерва го блокираат граничниот премин Меджитлија поради начинот на кој Грција ги третира македонците од Егејска Македонија. Таму е Горан Момировски. Горан, каква е состојбата? Тања, да, продолжува битката за остварување на правата на македонците во Грција. Денеска во Подпелистеското село Трново се одржа 28-та традиционална иселеничка средба на која што македонците протерени од Грција, но и сите македонци од Егејска, Пиринска и од Вардарска Македонија се собраа овде во Трново за да разговараат и да им кажат на грчките власти дека македонците не се варвари, туку дека се македонци секогаш што били и секогаш што ќе бидат. Овде со нас денеска е и Никола Костурски, председател на заедницата на организациите на етничките македонци протерени од Грција, кој што долго години ја организира оваа средба во Трново. Господин Костурски, успеавте ли денеска да испратите вистинска порака до Атина? Пораката е испратена, колку има слух Атина да слушне, тоа е едини проблем. Важно дека ние кажавме дека сме македонци и дека името Македонија не го даваме и не сакаме да го менуваме. Дека и од оваа страна на границата и од таа страна на границата живеат македонци. Таа порака ја пренесува од организациите на македонците во Егејскиот дел на Македонија кои што таму денеска живеат. Денеска како представник на македонските институции беше министерот за надворешни работи Антонио Милошевски. Тој ви вети дека можете да очекувате секаква помош од страна на македонски институции во битката за остварување на своите основни човекови права. Што друго ви е потребно македонска држава за да конечно можете слободно да патувате во Грција, да ги добиете вашите имоти назад? Благодарни сте на владата што овај пат, прв пат до сега од сите влади на Република Македонија го поставија прашањето за македонците од Егејскиот дел на Македонија во билатерални разговори со писмото што го пратија до Караманлис и до Баросо, и сметаме дека од сега натаму тоа прашање ќе течи и ќе се решава на повисоки и највисоки нивоа, и еден ден ние ќе можеме слободно да одиме во Грција. Дел од грчките медиуми пренесуваат пораки од грчките власти дека премиерот Груевски врши на некој начин манипулација со маката на македонските егејци. Дали го чувствувате вие тоа? Дали мислите дека тоа е така? Ние сметаме дека Грција секогаш кога ќе се зборува за правата на луѓето, секогаш ги рекува сепаратисти, шовинисти и така натаму. Тоа е нејзин одбредбен став. Ние не сметаме дека ова е порака до Грција за една употреба, сметаме дека владата на Република Македонија ќе се зафати трајно да решува прашањето. И благодарам многу за овој разговор. Тоа беше Никола Костурски, председател на заедницата на организациите на македонците, етничките македонци протерени од Грција, кој што денеска по јубилејната 28 средба во Трново замина на граничниот премин Меджитлија, каде што предадоа една декларација која што беше упатена до страна на грчките власти. Предлагам сега да ја слушнеме декларацијата. Мој демонстрене, додека ти Александар Македонски го нарекуваше варварин од земја од која ни добар роб не можеш да купиш, твоите грци го величаат како син грчки најблизок до мајката грчка. Мој драг Паусилий, додека ти говореше дека Александар на својата војска му командувал со јазик неразбирлив за грците, твоите грци, неговата војска ја затворија во Зандани, а јазикот му го испоганија со пцовки и лаги. Аристотеле, додека Александар го учеше на мудрост, стратегија и демократија, додека го учеше дека светот се освојува со почит кон другиот, си заборавил своите грци, да ги научиш на цивилизирано однесување и да им кажеш дека вистината не се убива со копија и пушка. Покрај тоа што имате прилика да слушнете декларацијата на македонците протерани од Грција, имате прилика да видите една оригинална воденска невестинска носија
типична за северниот дел на Грција од Егејска Македонија. А рано утринава македонскиот премиер Груевски пред заменување на средбата на народните партии во Салцбург на покана на австрискиот премиер отиде во Слободниот храм во Скопје да се помоли, но во исто време и да размисли за маките со кои што македонскиот народ, особено не од Грција, се соочува во последно време. Премиерот Груевски вели дека одговорот на председателот на Европската комисија Баросо за неговото барање да се помогне македонците во Грција конечно да ги добијат своите основни човекови права е секако добар потек кој што помогнал да се интернационализира прашањето за македонците во Грција. Да слушнеме неговата изјава. Пристигна во мојата канцеларија во петокот, во кој што во кратки црти кажано се оценува дека нема надлежност на материјата за која што станува збор. Дополнително ќе го дадеме нашиот коментар, меѓутоа борбата за нашите права, нашата правда е макотапна, долга и продолжуваме со интернационализација на нашиот проблем и барање подршка секаде каде што можеме да. За сега тоа е се од Битола, од Меджитлија, од каде што попладнево денеска беше упатена уштедна порака до грчките власти од страна на македонците протерани од Егејска Македонија, Грција уштеднаш да размисли и да ги даде оние права кои што се дел од сите европски стандарди.